Добар ден, драги ученици. Добро дојдовте на Училница. Јас сум Олгица Ѓорѓиевска и предавам италијански јазик во Основното училиште Единство во Гостивар. Денес, на овој час, ќе се запознаеме со италијанската азбука и правилата на изговор. Италијанската азбука број 21 буква, како што можете да видите и на сликичката подоле. За да вам ви биде поинтересно и за да полесно ја разберете италијанската азбука, јас за секоја буква поединечно одвоив по еден збор кој што почнува на самата буква која што ќе ја читам. Ќе ги читам по ред, со тоа што ќе читам буква и пример кој што го имам дадено за буквата и ќе го преведувам на македонски јазик за да ви биде вам полесно. A, aereo, avion. B, bicicletta, velosiped. C, cane, kuće. D, dizionario, rečnik. E, esame, ispit. F, festa, zabava. G, gatto, mačka. H, hamburger. I, inverno, zima. L, libro, knjiga. M, macchina, automobil. N, numero, broj. O, orologio, časovnik. P, penna, penkalo. Q, quaderno, tetratka. R, residenza, zgrada. S, studente, student. T, televisione, televisor. U, università, universitet. V, voto, glasanje. Z, zaino, односно ранец. Како што можете да приметите, буквата H во италијанскиот јазик никогаш не се чита и поради тоа зборот хамбургер јас го прочитав како амбургер. Значи многу е важно дека буквата H во италијанскиот јазик никогаш не се чита. Истото може да го видиме и од примерите кои што се на сликата подоле. Јас ќе ги прочитам како тоа звучи на италијански јазик. Од дог, hot dog, отел, хотел, амбургер, хамбургер. Во италијанскиот јазик покрај овие 21 буква, постојат уште 5 букви, кои што се од странско потекло и кои што може да се најдат во странските зборови, кои што длабоко навлегле во италијанскиот јазик. Тоа се илунга, капа, X, Y, допија V. Подоле на сликичките имам примери кои што и вам ви се јасни, кои што исто така ги употребуваме и во македонскиот јазик, па може да ги прочитам. Джинс, значи и лунга ја користиме кај зборот джинс, што значи фармерки или джинс. Капа, коала, допија V, вафер или вафла. X, такси, Y, јогурт. Значи да повториме, во италијанскиот јазик постојат 21 буква и плюс 5 букви кои што се од странско потекло и кои што најчесто се користат само во зборови во странски зборови кои што навлегле во италијанскиот јазик. Буквата H во италијанскиот јазик никогаш не се чита.
Тоа би било тоа за италијанската азбука. Сега да видиме некои правила на изговор кои што се многу важни за читањето на италијанскиот јазик. Во италијанскиот јазик се чита како што се пишува, но сепак постојат некои правила кои што се клучни за правилен изговор. Овие правила ги има само кај некои букви. Да видиме како тоа изгледа во продолжение. Отстапки во изговорот има кај буквата чи. Ако внимателно ме слушавте, додека ја читав азбуката, за буквата чи го употребив зборот кане. Зошто е тоа така, ќе видиме во продолжение. Доколку буквата чи стои пред самогласката и, тогаш се чита како ч. Имаме, како во примерите во продолжение, чибо, чинема, чита. Кога буквата чи стои пред самогласката е, тогаш имаме повторно ч. Имаме чена, ченто, челебре. Но, доколку буквата чи стои пред самогласката а, тогаш тој глас се чита како к. И затоа имаме каса, кане, кантанте. Истото што и претходно го прочитав додека ја читав италијанската азбука. Чи плюс у, значи кога гласот чи стои пред самогласката у, тогаш имаме кучина, cuore, custode. Кога буквата чи стои пред самогласката о, повторно го имаме гласот к. И затоа имаме комодино, коста, парко. Значи, отстапки во изговорот има кај буквите чи плюс, кај гласовите чи плюс и чи плюс е. Кај другите се чита како к. Чи плюс а, каса, чи плюс у, кучина, чи плюс о, комодино. За да го добиеме гласот ки или гласот ке за правилен изговор, помеѓу буквите чи и самогласката и ја додаваме безгласната буква ака. Тогаш во тој случај имаме кјаве, ки, кјодо. Доколку помеѓу буквата чи и буквата е додадеме ака, повторно тогаш имаме ке, оркестра, анке. Но внимание! Чи плюс ака плюс а и чи плюс ака плюс о и чи плюс ака плюс у во италијанскиот јазик не постојат. Тие гласови во италијанскиот јазик ги имаме со чи плюс а, чи плюс о и чи плюс у, односно ка, ко, ку. Отстапки исто во изговорот имаме и кај буквата G. Во главном е слично, односно исто како кај буквата G, имаме, кога имаме G плюс и, значи кога буквата G стои пред самогласката и, имаме giorno, giro, giovedì. Кога буквата G стои пред самогласката е, имаме, Genova, gente, generale. Кога буквата G стои пред самогласката а, тогаш го имаме гласот г. Gabriele, gatto, alga. G плюс о, gonna, angolo, agosto. G плюс у, guardare, guerra, Gustavo. Истото се случува за да ги добиеме гласовите ги и ге, тогаш помеѓу буквите G и ја додаваме безгласната буква ака, која што, како што кажав и претходно, никогаш не се чита, но постои. Значи, кога имаме G плюс ака плюс и, имаме фунги, унгија, гиберти. G плюс ака плюс е, имаме гепардо, алге, гето. Но, внимание, исто како и претходниот пат кај буквата чи и кај буквата G го имаме истото правило. Значи, гласовите
га, го и гу со G плюс АК плюс А и G плюс АК плюс О или G плюс АК плюс У никогаш не постојат во италијанскиот јазик. Тие гласови ги имаме со G плюс А, G плюс О и G плюс У, односно га, го и гу. Тоа беше се за во врска со италијанската азбука и со некои правила на изговор. Постојат и други правила кои што ќе ги разработиме во понатамошните часови на училница. Ви благодарам многу на вниманието.